уважени гледачи, уште еден редовен термин, 14 часот, кога стартува и започнува маратонското отворено студио 1. Ова е прв блок и како што е веќе познато, накратко ќе ве запознаеме во однос на тоа што ќе гледате во текот на денешниот ден. Во овој прв блок отворено студио 1 ќе имаме разговор со унгарскиот амбасадор Ласло Дукс, а поводот е недела на унгарска култура, а потоа исто така ќе погледнеме во однос на тоа кои беа гости вчера во печат на неделата и во централниот дневник. По завршувањето на овој прв блок следуваат вестите, овој пат со колешката Кристина Атовска, а потоа се враќаме повторно во отвореното студио 1 во 15 часот и 20 минути, исто така редовен термин. Овој пат ќе се дружите во Машко друштво, односно со колегата Антонио Крстевски и колегата Слагјан Ивковик од спортската редакција, каде што ќе разговараат на тема втор младински кошаркарски турнир фицбол. По овој редовен термин исто така ќе се дружиме и со колегата Дејан Андоновиќ, со кој што ќе ги анализираме вестите од светот, а по завршувањето на вториот блок отворено студио 1 повторно следуваат вестите со колешката Кристина Атовска и по вестите веќе добро познатото кулинарско шоу Маја готви, каде што секако повторно ќе научите и ќе погледнете некој нов рецепт и ќе зинете во кујната на Маја, ќе видиме допрва таа што ќе ни подготви денес. Во 17 часот, трет блок отворено студио 1, ќе се дружите со мене и со колегата Антонио Крстевски, а ќе разговараме на темата преку развој на вештините до максимално искористување на потенцијалите. Разговорот, односно ќе ни гостува Ирена Јакимова, тренер за личен развој. По завршувањето на овој трет блок отворено студио 1 следуваат забавните емисии, односно возење со Вучич, потоа ексклузивно овој пат со Кристина Весик и со Стефани, веќе добро познатото студио мода со Сергеј Варушлија. По завршувањето на овој забавен блок емисии следува повторно вечерашното отворено студио 1, а ќе се дружите со колегата Александар Чомовски. Темата ќе биде од ромските гета до светските универзитети. И по завршувањето на овој блок вечерно отворено студио 1 следува дневникот со колешката Елена Джугуманова и потоа повторно се враќаме во отвореното студио 1 со Александар Чомовски, а тема ќе биде 7 децении НАТО, безбедносен чадор или страв од конфронтации. Гостинка ќе биде Весна Поповска и исто така тука граѓаните ќе може да се вклучат, бидејќи ќе има граѓански форум, да дадат свое мислење, коментар и слично. По завршувањето на вечерашното отворено студио 1 следуваат уште еднаш вестите во 22 часот и 30 минути со колешката Елена Джугуманова. Тоа е накратко она што ќе гледаме во текот на денешниот ден, а како што споменав уште на почетокот, во овие први 10 минути ќе се дружиме и ќе разговараме со Ласло Дукс, унгарскиот амбасадор во Македонија. Добар ден и добре дојдовте во отвореното студио 1. Вака, најпрво јас би започнала од тоа дека всушност од утре започнува недела на унгарска култура и исто така се одбележуваат 25 години од дипломатските односи помеѓу двете земји, односно помеѓу Унгарија и Македонија, а исто така и 20 години од отварањето на унгарската амбасада во Македонија и токму по тој повод нели ќе се одржат низа настани во Скопје. Па јас би започнала во однос на тоа како годинава, на кој начин ќе се потрудите македонските граѓани да ги доближите до унгарската култура. Miután elkezdődött a diplomatai kapcsolatok 2 ország között, és 20 év mióta kinyitották, kapcsolatban akarnak valami többet hallani. Először is nagyon szeretném megköszönni, hogy itt Najprvo би се заблагодарувам за поканата, што ми дозволихте да зборувам за унгарската култура. Како што кажавте и вие, славиме повеќе годишнини, односно откако Унгарија влезе 15 години откако Унгарија стана членка на НАТО и 10 години откако станавме членски во Европската унија. И се надеваме дека и Македонија еден ден ќе биде членка на Европската унија. И ова е причината затоа што владата на Унгарија минатата година донесе одлука да се посвети повеќе на промирањето на унгарската култура во земјите од југоисточна Европа.
És ennek az évadnak holnap este 7 órakor lesz a nyitó rendezvénye a Nemzeti Galériában, ahol a 20. századi Отварањето на неделите на унгарската култура ќе биде утре, од петок, во Мала станица, со почеток во 19 часот. A 20. században azt lehet mondani, hogy bizonyos magyar fényképészek, Kertész André, Brassai, Moholy Nagy László, Значи сликите на Роберт Капа, Кертес Андре и Мохоли Наѓ во 20-тиот век беа меѓу првите редови на меѓународната уметност. Kiállítás részeként egy áttekintést majd a kiállításon. Што точно говорат овие фотографии, на кој начин еве ја представуваат Унгарија како земја? Mit jelentenek ezek a fotók, és hogy mutatják be Magyarországot? A fotók, ezek művészi fotók, tehát ezek elsősorban nem Magyarországról Ovие szólnak. su umetnički fotografiji, nije se fotografiji od Ungarija. Többek között például bemutatásra kerül Robert Kapának az egyik fényképe. Ќе може да ја видите едната фотографија на Роберт Капа, meghatározó fényképének tartanak, ez a spanyol која polgárháborúban беше една од készült ведечките például. фотографии во 20-тиот век. Tehát nem, igazából ezek magyar fotóművészek, de az üzenetük az azt lehet mondani univerzális. Тие се унгарски Nem Magyarországhoz kapcsolódik фотографии, меѓутоа не ја представуваат Унгарија, него самите тие се со унгарско потекло фотографите кои што ги сликале тие фотографии. Така ви благодариме на овие информации. Сега јас би се наврзала во однос на тоа дали унгарската недела, односно овие настани ќе се одбележуваат само во Скопје или можеби и во другите градови ширум земјава? Казеше Менјакчак Скопје Лесник, Nem, tehát a kulturális évad az több héten, Не, több hónapon значи keresztül сезоната fog на tartani, унгарската és nem култура csak ќе трае kiállítások повеќе lesznek, hanem недели lesznek különböző и нема да zenei има само előadások изложби, is. него ќе има и музички настапи. Lesznek kiállítások a Természettudományi Múzeumban is, Ќе az имаме gyerekeknek szól elsősorban. Исто така изложба и во Природно-научниот музеј, која ќе биде стрикно за деца. És hát lesznek vidéki helyszíneken is kiállítások, többek között Tetovóban, Kumanovóban. Ќе има изложби и во руралните локации, како што се и Крушево, Тетово, Прилеп, Струга, Охрид. Próbáltuk az egész országot. Значи többé-kevésbé пробавме од прилика да ја фатиме цела република. Так. Јас исто така баш вчера читав и колку што прочитав, овие настани се всушност дел од манифестацијата Унгарска културна сезона. Ќе ни кажете ли нешто повеќе околу ова? Hát a kulturális évadról pedig ennyit tudok elmondani, hogy az évad nem csak Észak-Macedóniában, hanem a környező országokban is most jelenleg folyik egy Значи за сезоната на egy унгарската ilyen, култура можам да кажам дека не е таа само за Македонија, меѓутоа ја има и во соседните земји. És itt Észak-Macedóniában, Skopjeban a Skopjei Művészeti és Kulturális Igazgatóság együttműködve. За во Република Северна Македонија можам да кажам дека во соработка со Дирекцијата за култура и уметност ги исполнуваме овие настани. És többek között a Skopjei Nyári Fesztivál, az Ohridi Fesztiválon, tehát a nagyobb Skopjei Jazz Fesztiválon. Значи ќе учествуваме на Скопскиот фестивал, на Охридскиот фестивал, на Джез фестивалот. Значи ќе има многу уметници. Ќе има многу уметници како и до сега, меѓутоа оваа година ќе има многу повеќе. Така, јас само за крај, бидејќи тука малку сме ограничени во прв блок со времето, би сакала за крај, еве вие да дадете една порака до нашите гледачи во однос на неделата на унгарската култура. Програмот. Hát nagyon-nagyon szeretnénk, hogy holnap este 7 órakor a Malastanica megnyitóban. Многу се надевам и воедно ве поканувам сите утре да присуствувате на отварањето на сезоната на унгарската култура, за која што подготвивме и каталог. Има и веб страна на која што може да се погледне каталогот, исто така на фейсбук страната на амбасадата на Унгарија може да се погледнат настаните и очекуваме што повеќе посетители, воедно ве канам сите да дојдете на утрешното отварање. Така ви благодарам многу за поканата. Мило ми беше што бевте наш денешен гостин. Па ние се гледаме во друга прилика, а сега продолжуваме понатаму, односно кои беа вчера гости во печат на неделата со Сашо Ордановски. Тоа беше премиерот Зоран Заевски, како се тој заедно со Сашо Ордановски зборуваа на повеќе теми, актуелни теми. Секако престојните председателски избори, потоа еднината на специјалното јавно обвинителство, но и средбата со грчкиот премиер Алексис Ципрас, каде што всушност
Заев истакна дека му е мило што има напредок на меѓународен план. Но јас да не должам многу, во продолжение да погледнеме делот вчерашното гостување на премиерот Зоран Заев во печат на неделата. Во текст се преговорите, има средби министерката за правда со првите представници од ВМРО-ДПМН. Па да, знам, ама денеска Мицковски рече дека е таа некомпетентна да менаџира таков процес. Вака од високо една навреда, која што, не знам дали ја видовте по планово изјавата негова, на што и министерката возврати во сличен стил. Верувам, генерално, постигнавме многу навидум невозможни работи, можеме и ова. Зошто верувам? Прво, сите знаат дека без таа работа не бива преговори. И обврска е на сите. И гајлето мора да си го носат сите. Под ваква пресија позитивна, да ја кажам, мораме да бидеме одговорни. Јас ве разбирам, знаете ли, се извади. Така е, знаете ли која беше цената последниот пат кога тоа го направивте? Значи, вие веројатно имате една третина од поддршката изгубено заради цената што ја плативме за да го формирате тоа мнозинство до кое што на крајот и стигна. Поприлично транспарентно го направивме тоа, политички, на политички начин. Да, често зборам. Транспарентно е еден збор, а другиот збор може да се каже со голема штета врз правдата Па не би кажал. Еве ги ставовите, може би тука се разликуваме. Јас верувам во тие ставови. Не го направивме преку влијание на судството, преку тајни разговори, притисци или било кој. Отидовме со политичките алатки. Донесовме закон за амнестија. Така, дојде во време во кое што требаше и поддршка од 2/3 заради уставните промени. Но, направивме јасна дистинкција. Мора да признаете дека не е исто некој тоа што го осмислил, организирал за 27 април 2017 година и што го екзекутирал како конечна алатка за тоа да се случи, од оние сите кои што верувале, господинот Муковски, Сашо, пратеникот се извинија таму пред нас, пред сите, со зборови во кои што не можеме да живееме ако нешто се случило, од оние, значи дистинкција, од оние што биле изманипулирани, од оние што верувале дека ова народен парламент влегува народ натре, излегува народ, без да се случи, за разлика од тие што организирали насилство направиле. И при тоа дојдоа казните. И на самото доаѓање кај се испрати пораката за неповторување. Слушайте, на едно место рековте дека никој мене не ме праша како сум стигнал од 59 до 80 пратеници и дека таа цена ќе ја платите. Мислите ли дека е сега дојдено време да платите таа цена на овие избори? Не. Затоа што пред се имам на ум една голема, да кажам, маса на веројатно 30% од луѓето кои што не се определени партиски и политички, а кои што може да останат немотивирани да излезат на изборите точно и заради овие епизоди. Заради аргументите што правосудството испорачува резултати. Имаме првостепени пресуди, имаме второстепени пресуди, кои што се конечни пресуди. Господине Заев, не знам во кој свет живеете. Вие живеете во светот кој што е многу интензивен, во кој што е затворен во својата политичка една, да кажем, бабл, во еден балон и така натаму. Во јавноста не се добива впечатот дека на вистина се движат реформите, особено во правосудството. Па почнувајќи од кадровски до системски со задоволителна брзина. Го препознавате ли вие тој аргумент? Реформите кои што владата треба да ги направи се пред се законските реформи, заедно со помош на Венецијанска комисија и сите стручни структури кои што може да ни помогнат, работиме и од дома и од странство. Сега треба малку реформи да направиме и у главите наши, секаде, па и во правосудството. Затоа што ако сакаме европска иднина, мораме и европски да се однесуваме. Тоа значи поголема транспарентност, уште поголема независност. Не ни треба клиентилизам, не му треба на никој да му погоди на никого, затоа што тоа време заврши. Треба на основа на докази, тие се богови во постапките во нашиот правосуден систем, да се носат пресуди. Ако ги има, се носат пресуди. Ако ги нема, никој не е виновен. И апсолутно по закон. Од тој аспект, пресуди се донесени на основа на докази до сега. Може би тоа не е доволно, може би не се исполнети сите очекувања, но нашиот систем ги дава сите права и на одбраната и на осомничените лица. И тие ги користат сите тие права. Ве разбирам. Во последно време не го спомнувате името на Катица Јанева. Тоа значи тоа е со намера или ќе правите компромис околу СЈО минус Катица Јанева? Јас сум принципелен човек. Прво, Катица Јанева и незиниот тим беа во најтешкото време искрата наде за враќање на правната држава и благодарение на нив се враќа правната држава. Не е вратена, но се враќа. И на добар пат сме. Ако јас се откажам од нешто што е принципиелно и вредно во наше општество, тоа збори за мене.
Не закатет се, наверојатно таа има што да работи, незиниот тим веќе се стручни луѓе и се. Ниту сум разговарал со нив, ниту имам намера да разговарам, ги гледам по тие дипломатските коктели што се случуваат некој пат на националните денови, се поздравуваме и толку е. Инаку вчера во Централниот дневник гостин беше и политичкиот аналитичар Гордан Ѓорѓиев, кој што зборуваше на повеќе актуелни теми, односно престојните председателски избори, потоа посетата на Алексис Ципрас во Македонија, кои се придобивките од Преспанскиот договор, но исто така се осврна и на престојните председателски избори, како што реков, кај нас, и како сето тоа ќе влијае во насока на имплементација на договорот од двете страни, односно Македонија и Грција. Но јас да не должам многу, во продолжение да погледнеме дел од неговото гостување. И од двете страни на границата и помеѓу сите граници генерално во државите постојат луѓе кои што имаат во најблаго да го кажам поизразен национален сентимент, во најгрубо кажано тоа е некаков национализам или ксенофобија и така натаму. И ние не можеме да очекуваме дека од едно пријателство, другарство помеѓу Алексис и Зоран, кое што очигледно е видливо е и за голо око, и од еден тежок процес кој што поминуваат тие двајца и нивните министри за надворешни работи и владите нивни, да кажеме, дека тоа веднаш ќе се транспонира, ќе се преточи до најмалите капилари во општеството. И дека сите грци и македонци селфија ќе си правиме. Така е, и дека сега сите грци и македонци ќе си правиме селфија. Ние сме правили претходно селфија со грците. Но на едно, да речеме, тектонско ниво, предрасудите ќе останат. Ако не се лажам, мојот впечаток е дека предрасудите од таа страна се поголеми отколку од оваа страна. Претпоставувам и отпорот политички и отпорот, Преспанскиот договор. И отпорот, иако цената кај нас е поголема. И ние тоа го знаеме. Така да тука ќе има сега многу работа. Сега има длабоко орење на нивата, во смисла дека ќе треба со мали активности, мали и поголеми и помали вмрежувања. Ова е позитивна енергија што имаат 20 премиери, владите, бизнисмените можеби, да се преточи до оние што јадат грива на халкидики. На таа тема, словото на договорот е имплементирано, што е со неговиот дух и што мислите дека треба да се направи за да тој заживее во реалноста во двете земји? Бидејќи сега, како што и сами рековте, тој живее во еден мал дел на една политичка реалност и во Грција и тука. Па, духот не заживува брзо, затоа е дух, нели? И треба време да помине. Јас го гледам, премиерот Заев е исклучително дури претерано внимателен, као да гази по јајца, да не направи некоја грешка визави тоа што е словото на договорот, да кажеме. И тоа за почитување ако малку претерува во тоа, но нас ни треба време да помине, ни требаат активности, ни требаат вакви, например, символични настани како што беше вчерашниот настан. Бидејќи вчерашниот настан, знаете како, доаѓа Ципрас со една беневолентност, со една добродушност во суштина, со една отвореност, со едни изјави кои што се неочекувани дури и за ушите на либералите во Македонија, се прилично храбри, и тој го обезоружува и последниот тврд националист. Нема да го обезоружа комплетно, се разбира, но тие аргументи се многу тешки националистот се да каже, еве ги кледите грци, гледате што прави така натаму. Сега, замислите од овие бизнисмени што дојдат да се направат сериозни договори, да влезат сериозни инвестиции, ние да инвестираме таму и така натаму, тоа веќе де факто ќе ги подобри односите на ниво на луѓе. Тие се тоа капиларни односи кои се многу важни на крајот на денот. И секако и за 200 години, за 300 години ќе има места, простори, луѓе кои што се уште ќе се осеќаат онеправдани од договорот, со право некој, во Македонија и од Грција кои што ќе осеќаат еден тип на понижувачки однос, ќе имаат понижувачки став кон македонците. Да, тоа беше дел од гостувањето исто така на политичкиот аналитичар Гордан Ѓорѓиев во Централниот дневник. Меѓутоа, двете интервјуа, двата разговори на двајцата гости ќе може да ги погледнете исто така на интернет сајтот на 1TV, 1tv.mk. Пополека тука е време, еве, привршуваме, односно треба да се одјавиме, но претходно само накратко да потсетам кои се темите на кои што ќе разговараме во 15 часот и 20
10 минути во вториот блок отворено студио 1, а исто така и во третиот блок отворено студио 1 во 17 часот. Како што претходно споменав, во 15 часот и 20 минути ќе се дружите со колегата Антонио Крстевски и Слагјан Ивковиќ од спортската редакција, а темата ќе биде втор младенски кошаркарски турнир фицбол. Гости ќе бидат Јелена Панчевска, тим координатор на фицбол, Марко Сотиров, брат на Филип Сотиров Фиц, и Борис Нешовиќ, кошаркарски тренер. Додека пак во 17 часот јас се враќам повторно со колегата Антонио Крстевски, ја ќе разговараме на темата преку развој на вештините до максимално искористување на потенцијалите со Ирена Екимова, тренер за личен развој. Како што напоменав, тука пополека истекува времето, време да се одјавиме. Вие останете во добро расположение и не го менувајте каналот на 1ТВ, а следуваат во продолжение вестите со колешката Кристина Атовска. Најуспешните македонски каратисти од последното европско првенство во Шпанија гости во Спорт 1. Емил Павлов се закити со 4ти медал. Олексенија Јовановска го повтори својот најдобар пласман. Покрај останатите спортски содржини, на крајот за најверните гледачи следуваат награди. Гледајте Спорт 1, петок, 21